Со промоцијата на втората книга Богатство, запишана во времето на Киро Герасимов, од вечерва започнува Денови на Кочанскиот Орис, манифестација со која општина Кочани го одбележува почетокот на жетвата на оризовата култура по 28 пат. Во овогодишната програма се предвидени повеќе културно-музички содржини, проследени со презентација на традиционални жетвени обичаи и специјалитети од Орис. Утре на програмата на Деновите на Кочанскиот Орис е концертот на градскиот хорот Штип, а во среда детскиот фестивал Музички Вранови. Во четврток на програмата е предвидено промоција на 4 книги од магистар Драган Ѓоргиевски со наслов Запишано фолклорно богатство од Кратовско, а во 19 часот ќе се одржи концертот на учениците од Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Во петок во библиотеката Искра ќе се одржи Балканската поетска средба, а во 19 часот во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде промовирана книгата за Оризот од Зоран Поповиќ и Оливера Поповиќ од Република Србија. По завршувањето на промоцијата во паркот ќе се одржи концерт на групата Салса и Пунто. Во сабота на програмата на манифестацијата Деновите на Кочанскиот Орис во кругот на Институтот за Орис во 10 часот и 30 минути ќе се одржи традиционалното зажнејување, а по завршувањето на зажнејувањето во централното градско подрачје ќе се одржи дефиле на фолклорните групи. Покрај овие настани ќе бидат доделени награди и признанија, а ќе бидат презентирани традиционални јадења од Орис. Манифестацијата завршува со концертот Македонски и светски евергрин мелодии во изведба на Девана Нардели и Огне Здравковски со Долче дуо.